Колку е ладно надвор. Осекам уште од тука колку ми е ладно. Сам целиот се тресам. Не знам зашто. Ќе издржам. Тенка јакнава што имам на мене. Код цигли да сум стајал, лаптопот ми е внатре и се секакви книги и се што. И сега сум као... Се сегам као во трето одделение кога ги носев на училиште книгите од понеделник до петок ќе остануваше таму ранецот и буквално грбот ти е ваков. Добро утро сите, добро дојавте во ново видео, нов влог, нов ден. Истрага на местото на злосторството, Лас Вегас. Тоа криминалистичко шоу, истрага на местото на злосторството. Направија толку многу од тоа, затоа што им успеа со едно шоу и направија истрага на местото во Мајами, истрага на местото во Њујорк. Тоа инаку шоу, криминалистичко шоу. Толку многу ги направија што веќе стана досадно, никој на светот не ги гледаше. Истото го мислам и за Fast and Furious филмовите. Значи Fast and Furious или Too Fast to Furious или кој да го имате гледано, тие ми беа најомилените филмови додека растев. Ама веќе предера колку има 8-9 дела. Првиот филм до последниот филм има толку многу изгубено смисла, толку многу не е поврзан. И тоа е интересен начин како компаниите цело време прават пари. Се богатат од тоа колку бил добар првиот филм и вториот секогаш не е толку добар, секогаш не го достигнува истото, ама се уште зимаат пари затоа што првиот беше многу добар. Сакам да бидам многу тивок за да ви ја покажам птичкава. Не одлетувај. Не. Чекај, дали можам да ја дојдам поблиску? Ена. Видете каква е црвена и убава. Дојдов да го видам Насе овдека во музичката зграда и свикам Насе свири. Насе раковет гледа. Насе брат, мислиш дека тепаме? Да, имам надеж. Имаш надеж? Имам надеж. Че колку беше резултат сега последно? 6-5. За нас? Да, а водевме 6-3. Ли. Ки ги победиме бе, германци. Не знам брат, се дури ми е оваа тактикава empty goal. Добре. Супер сме доста што се. Hey everyone, this is John Cooper, Brunel's friend. Hi, this is Johnny. Yeah, that's my boy Kyle. What's good? James, say what's up to the camera. That boy Big Chuck. What's up? Yeah, check us out. Follow me on Instagram, JohnnyBoy922. Twitter, Johnny Boy Cooper. Yeah. Alright. Something else that you want a shout out right now? Nah, not really. Alright. Колку и да е убаво во зима, колку и да, не знам, кога има снег е многу убаво, ама вака, кога е ладно и кога нема снег, нема на што да се радувам, во вакви моменти едва и чекам да дојде лето. Наискрено за ова живеам, сега во моментов сакам да е лето. А многу пати кога сум бил во лето сум сакал да е зима. Тоа некако се врти во круг, стално не го вреднувам тоа што го имам во моментот, као во моментот што е ладно и што е убаво и не ми треба клима како на лето. Се враќам назад во теретана, во джим гейм, во... Се враќам назад и треба да го земам прво другарчево што одиме заедно во теретана цело време. Се вика се Лалем.
I am maybe. I saw you. Welcome. Are you ready? Yeah. Let's go. Let's go. Why your room is not messed up? Вика да прекинаме с тиом зашто го била лоша собата. Your room is fine, man. Come on, Zelalem, come on. Come on. Оди бе. What's up? What's up? Wave to everyone. How you doing, guys? Today is the second big challenge. But I don't like this challenge thing that Borneo brought. What don't you like? Cause I prefer the previous workout, man. It's like tough. Телата што ни требаат за во лето се прават сега. Isn't that right? Isn't that right? What did you say? Телата што се прават во лето се прават сега. I don't know. Just say yeah. Okay, I believe it, yeah. I said the body for the summer is made today. It's made right now. In the middle of January. И шега на страна, лето не лето, не заради тело или не заради нешто такво за надворешен изглед, туку повеќе заради тоа да бидеме здрави. Зборам да бидеме затоа што сакам и на вас да влијае тоа. Сакам ова што го гледате и на вас да ви делува заедно со мене да почнеме не само спорт, сакам ја наискрено за мене, сакам да почнам здрава исхрана, чисто да се ослободам од токсини во телото, да се ослободам од сите овие неприродни испроцесирани работи што ги јадам секој ден. И една работа и што ја чисто сакам повеќе да ја практикувам е да почнам посериозно да фатам со теретана, затоа што до сега многу сериозно го фатив трчањето и наискрено ми стана као втора природа више, секој ден да го правам и секој ден да можам да трчам толку. Но не сум бил толку многу во теретана. Значи ја од секој сум правил дали склекови по дома или не знам да се дигам на шипка или слично, ама никогаш не сум го сватил сериозно као да имам по некоја програма, да имам нешто да можам да изградам едноставно мускул на сите места и целокупно да имам бенефит на цело тело, да го осеќам тоа на цело тело. И мислам дека сите околу нас имаме пристап ако ништо друго до овошје. Здраво и добро овошје. Во Македонија јас не знаев, но во Македонија извезуваме многу јаболки. Мислам да не биде не знаев. Знам дека имаме доста јаболки, дека се продаваат на секаде, ама не знаев дека сме, мислам, и поглавни на Балканот, као земји што имаат јаболки, извезуваме надвор. Така да, барем јаболка е овој што не може да се буниме дека го немаме, туку го има во секое годишно време. Не сватив колку ми е лошо капчево наместено, али вака. Само што го намести за џабе, треба да го вадам, зашто видов многу коментари за тоа каде е цимерот. Цимерот си има девојка. Се разбира дека нема да овде. Доста од коментарите што ги гледам ме прашувате од каде сум роден, какво потекло имам, кој сум, зашто се викам Борнео и сите тие прашања. Значи, ја ова го имам кажано во Draw My Life видеото, нацртај си го животот, но тоа видео беше стварно многу одамна, каде што објаснив се. Не е битно, ќе објаснам се како е што е, каква е мојата позадина. Значи, јас имам две презимиња, Седеу, Нишевик. Седеу е од мајка ми страната и сум словенец, а Нишевик или Нишевич е од татко ми и сум србин. Значи сум и од двете. А роден сум во Македонија. Така што сум 1/4 словенец, 1/4 србин и во душата македонец. Но моите се од Македонија, јас сум од Македонија, јас сум роден во Скопје и Борнео се викам затоа што моите сакале да имам некое необично име и инаку Борнео е остров во Индонезија. Така што, не знам, приказната е дека го виделе тој остров во магазин и сакале така да се викам. Мене наискрено ми одговара и тоа е приказната, затоа се викам Борнео. Фала многу што гледавте видеово, се надам дека уживавте во овој влог. Ако уживавте, обавезно ставете лайк, ако уживавте повеќе ставете долу има subscribe копче. Гледаме утре со наредно видео. Поздрав. Чао. Чао. Сигурно си мислат дека сум на нормален овие откарши. Се гледам утре со нов влог.